Регионални вести за последниот ден од месец мај. Иселниците заминале, но не го забораваат својот роден крај. Со финансиски средства, семејство иселено во Америка ги помага активностите на жителите во населеното место Јанчиште. Ако желбата за поубав живот ги натерала некогаш да заминат далеку од својата земја, денес повремено се навраќаат на своите родни места за да им помогнат. Семејството Николич, кое моментално живее во Америка, потекнува од населеното место Јанчиште. Оваа година со финансиски средства помогнало да се уреди фудбалското игралиште во селото. За таа цел поставена е вештачка трева и нови мрежи околу игралиштето. Ова не е единствена донација за селото од брачната двојка Николич. Господинот Велико Николич од Јанчиште, кој што сега е во Америка, отиднат пред многу години и почесто доаѓа во село Јанчиште, во својот роден крај и го виде игралиштето сега кога беше заден последен пат, во каква состојба е, и сакаше нешто да ја помогне, да речем, за селото, за младината. И така одлучи да помогне, травата да се смени, негова иницијатива беше, и мрежите наоколу што се исто негова иницијатива. И така го реализиравме овој проект пред турнирот да почне во Јанчиште. Игралиштето е 40 на 20 метри. Инвестицијата негде ќе фати околу 10.000 евра, може и појче. До крај има уште нешто да се доврши. Црквата исто прилично вложено е, пошто знаеме дека цртањето све тоа кошта доста пари. Не е само игралиштето што го направил, што помогнал Велико, да не ја заборавам и неговата сопруга Марта Николич, заеднички, исто и во црквата има доста помогнато, што беше стварно голем проблем да се заврши црквата во село Јанчиште, туку излезе во пресред и за тоа без никаков збор. Семејството Николич треба да е убав пример за сите иселеници, смета нашиот соговорник. Со тоа го подобруваат животот на својот народ кој останал во селото, но и овозможуваат поубав престој кога тие ќе се вратат, вели тој. Треба да биде како пример за да сите што се настрана кои што можат да не заборават родниот крај, да дојдат барем нешто да вложат. Ова не го споменувам само заради да се фалиме Велико и Марта, туку да дадеме и поттик на другите иселеници што се да дојдат, да видат, да помогнат малку, да уложат, селата наши да заличат малку, да и за младите и за децата да имаат мотивација некоја. И не е лошо и да се вложи, да отворат и некој бизнис, младите да имаат, да се запослат негде, да работат тука, за да не бегаат од селата, и од Македонија, да останат тука. Инаку на игралиштето во населеното место Јанчиште во тек е годинишното издание на меморијалниот турнир Бобе Јуниор 2017. На Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово е основана бизнис академија. Соработка меѓу универзитетите и бизнис заедницата е основата за попродуктивна соработка меѓу едукативните центри и компаниите.
За добивање на соодветни професионални кадри кои недостасуваат во производствениот и бизнис секторот, треба да се промени од корен образовната политика во Македонија, но и во самиот образовен процес да се вклучат искусни луѓе од предпријатијата, кои би ја спроведувале дел од практичната настава на студентите. Ова се ставовите на дел од учесниците на трибината, соработка меѓу универзитетите и бизнис заедницата. Абдулменав Беџети смета дека треба да има поголема селекција на студентите при упис на факултетите, кои според него многу лесно се стекнуваат со диплома, без доволно познавање на практичниот дел. 96% од тие што завршуваат средно образование се запишуваат во факултети. Тоа е 35% повисоко од САД. Второ, наставниот кадар да биде обучен, трениран и подготвен за вештини истовремено за да пренесува знаење кое е апликативно. И трето е, не само што влегуваат се запишува, туку и продноста да биде со критериуми. И денеска имаме такви министри кои што преку ноќ стануваат со една диплома, кои што и сами се затекнувале, а не знаат што да прават со тоа. И не знам дали ќе може да одговарат после на премиерот да му даваат него, значи, решенја, као што рече премиерот. Не мислам дека има таков профил од министри внутре за да добива решенја од нив. Од бизнис секторот потврдуваат дека недостасуваат професионални кадри, не само во високото, туку и во средното образование. Повеќе во тој дел на кадри, повеќе недостасуваат кадри од професионалниот дел, каде што компаниите имат потреба од заварувачи, имат потреба за градежниот дел, пошто повеќето од компаниите во северозападниот дел претежно се градежни сектор, и тој сектор значи има потреба за професионален кадар. Така да не само со универзитетите, него воопшто со Министерството за образование, ние како бизнис заедница сме во континуитет на преговори, на барања и на наши предлози за усовршување дури и од основното школо, за средните школи, за професионални школи, каде ние ќе имаме помлад и попрофесионален кадар за нашите потреби. Во Македонија, како и во овие региони, постои една резерва во однос на вклучување на академијата, затоа што има некое верување, некое мислење дека академиите се прилично теоретски ориентирани и дека не може да помогнат. Меѓутоа, веќе се повеќе станува јасно, а и на професорите им станува јасно, дека без конкретна, не само теоретска, туку и практична голема соработка со бизнис заедницата, тие ќе заостануваат секогаш од останатиот дел од светот, кој што навистина има прилично голема соработка и не можат еден без друг. Така да ние тоа инсистираме и ќе гледаме тоа колку можеме повеќе да биде дел од нашето секојдневно однесување. По завршувањето на трибината на Универзитетот на Југоисточна Европа беше основана бизнис академија составена од луѓе од приватниот сектор, кои ќе учествуваат во спроведувањето на практичната настава на студентите од оваа образовна институција. Многумина од работниците не се запознаени со Законот за безбедност и заштита при работа и по 10 години од неговото поставување. Поради тоа се зголемува и бројката на несреќи при работа, сметаат луѓето кои работат во областа на заштитата. И по 10 години од воведувањето на Законот за безбедност и заштита при работа, многумина од работниците не се запознаени со своите права. Многу често од таа причина се случуваат и несреќи на работните места, бидејќи работодавците ги немаат исполнето сите услови, што ќе му гарантираат на вработениот дека е безбеден. Македонското здружение за заштита при работа во текот на 2016 година регистрирало 94 потешки повреди и 19 смртни случаи во земјава. Законот за безбедност и здравје при работа е донесен од 2007 година, преку кој се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при работа, обврските на работодавачите и правата и обврските на вработените, како и превентивните мерки против отстранување на ризичните фактори за несреќа, информирање, консултирање, обука на работниците и нивните представници и нивното учество во планирањето и преземањето на мерки за безбедност и здравје при работа. Извештајот за несреќи при работа за 2016 година, кој што го изработи Македонското здружение за заштита при работа,
кој не е формален и како извор се користат информациите од запишаните извори, говори дека во Македонија сепак се гине на работните места. Конкретно во Тетово во 2016 година се случиле 8 повреди и 1 смртен случај предизвикан на работното место. Многу од работниците не знаат, например, дека можат и да одбијат работа доколку не е пропишана според нивните здрави или пак доколку ја загрозува нивната безбедност. Секако Македонското здружение за заштита при работа како прва професионална невладина организација која делува во областа на безбедност и здраве при работа, стои на располагање во однос и на информирање на вработените и за стручно совршување и континуирана едукација на стручните лица по безбедност при работа. Постојано може да не контактират на нашата веб страна, на YouTube каналот или пак да не следат преку социјалните мрежи. Ленче Коцевска, државен советник во Министерството за труд и социјална политика, во интервјуто за Сдруженијето, вели дека и покрај тоа што фирмите ја поседуваат соодветната документација за преземени мерки за заштита на работниците, состојбата на терен е поинаква. Во најголемиот број на случаи е запазена законската регулатива, меѓутоа само со овде кон запазување на законска форма, веројатно, да се поседуваат сите овие документи без оглед на тоа да некој ја контролира стручноста на тие документи, квалитетот на тие документи, изјавата за безбедност, бидејќи најчесто тие се направени од стручни лица кои што се надвор од друштвата и често пати се утврдува при анализата, при разни анализи дека тие изјави за безбедност и тие направени елаборати, документи содржат голем број на недостатоци, работодавачите понекогаш и не ги разбираат што има во нив, дали ги содржат сите документи и дали го даваат посакуваниот ефект во друштвата. Македонското здружение за заштита при работа е прва професионална невладина организација која 50 години делува во областа на безбедноста и здравјето при работа, која со низа активности делува во поттикнување на превентивната култура, намалување на повредите и несреќите на работното место. Мисијата на Македонското здружение за заштита при работа е овозможување на работна средина прилагодена на човекот. Во билтенот на случување регистрирани од полицијата се евидентирани семејно насилство и физички напад. 63-годишна жена од Тетовски Челопек вчера попладне околу 17 часот и 30 минути пријавила семејно насилство што дента половина час претходно го извршил нејзиниот 65-годишен сопруг и побарала кривичен прогон. Пријавениот сопруг влегол во нивната соба на првиот кат од куќата, почел да ја удира со тупаници и да ја влече за коса, пошто 65-годишникот веднаш заминал од куќата. Нешто подоцна тој е лишен од слобода и по целосно расчистување на поединостите ќе следува соодветен поднесок, информираат од Тетовската полиција. 19-годишникот гостиварско Врањовце вчера околу 17 часот и 30 минути пријавил физички напад од неговиот 42-годишен стрик од истото село. Додека со двајца другари играле фудбал во дворот, влегол стрикото и реагирал на гласната врева, а потоа со дрвена рачка од мотика го удрил по грбот како и неговата мајка, која во меѓувреме се обидела да го спречи нападот. Но тоа набрзо им успеало на соседите кои дотрчале и ги разделиле. Билтенот на случување, регистриран од секторот за внатрешни работи, бележи сообраќајка на магистралниот пат Гостивар-Кичево во близина на локалниот пат за Девреше. Патничко возило Пасат со струшки регистерски таблици, управувано од 57-годишникот Дебар, се судрил со мотоцикл без регистерски таблици, што без дозвола и потребните документи го управувал 38-годишникот Врапчиште. Мотоциклистот и сопатникот на 34 години исто така од Врапчиште добиле телесни повреди и со друго возило пренесени се во Гостиварската болница. Укажани им е помош и пуштени се на домашно лекување. Вчера во Тетово и Гостивар откриени се 9 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и потребната возила за тоа. 7 од нив биле во Тетово, а 2 во Гостивар. При контролата откриено е дека има 5 нерегистрирани возила, 3 возачи почетници и 4 непрописно паркирани возила, како и 10 пречекорување на дозволената брзина, односно пребрзо возење.
Во петок во Центарот за култура во Гостивар репризно ќе биде одиграна комедијата Чорбаджи Теодос, а собраните средства ќе бидат наменети во хуманитарни цели. Организаторите ги покануваат гостиварци во што поголем број да ја поддржат иницијативата. Младите актери, луѓето од културата и група гостиварци со големо срце ги здружија силите во хуманитарни цели. Во петок во Центарот за култура Асман во Гостивар репризно ќе се одигра комедијата Чорбаджи Теодос, а собраните пари ќе бидат наменети за помош на ранливи категории граѓани. Иницијативата ја покрена културното здружение Дунек под водство на Ѓорги Нешковски, кој е и режисер на представата, а се реализира во соработка со Центарот за култура и група хуманитарци од Гостивар. Представата ќе биде во 6 или во 18 часот во ноќ касно и начинот ќе биде слободен, фактички карти ќе има, но нема да имат фиксна цена. Можеме да речеме дека влезот ќе биде слободен и секој кој сака да им помогне на овие деца или на овие наши сограѓани, карта може да кошта од 0 денари, 1 денар, 10, 20, зависи кој колку сака да помогне. Очекувам да имаме публика и уште еднаш нашите граѓани да демонстрираат солидарност или соработка со ова категорија на луѓе. Упатуваме апел до сите гостиварчани да ја поддржат нашата иницијатива, која што е од хуманитарен карактер, бидејќи сите собрани средства ќе бидат донирани во хуманитарни цели. Ова е убав момент да покажеме добра волја и солидарност и да помогнеме оному каде што е потребно. И би сакале да изразиме огромна благодарност до Културен дом Гостивар за нашата соработка и се надевам дека и во иднина ќе правиме заедно вакви хуманитарни дела. Билетите за представата нема да имаат фиксна цена, туку граѓаните ќе ги плаќаат според своите можности и желба. Освен на влезот пред самата изведба, билетите ќе се продаваат во текот на утрешниот ден на градскиот плоштад и на некои пофреквентни улици низ Гостивар. Почетокот е закажан за во 18 часот. Инаку комедијата Чорбаджи Теодос премиерно беше изведена минатата недела, а во неа учествуваат најмладите актери од драмското студио Дунек. Пратеничката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Рената Десковска, која е предлог на мандатарот на новата влада за министер за образование, денеска изјави дека утре на дневен ред на седницата на собранието ќе бидат ставени 3 закони, со кои, како што рече, ќе биде укинато екстерното тестирање во основните и средните училишта. Како што ветивме, ќе работиме во интерес на граѓаните. Првиот чекор во образованието го правиме со тоа што утре на дневен ред на седницата на собранието ќе се најдат 3 закони, со кои што ќе биде укинато екстерното тестирање во основните и средните училишта и за таа цел денеска е одблокирано собранието, изјави Десковска во парламентот. Утре на дневен ред на седницата на собранието ќе се најдат 3 закони со кои што ќе биде укинато екстерното тестирање во основните и средните училишта. За таа цел денеска е одблокирано собранието. Видовте пред малку дека заврши конститутивната седница со избор на комисија за избори и именувања, беа и утврдени, а денеска ќе бидат избрани комисиите кои што се надлежни за законите кои што се во областа на образованието. Затоа сакам да упатам порака до учениците и до нивните родители дека оваа година екстерно тестирање нема да има. Александар Вучиќ денеска положи заклетва во собранието на Србија и ја презеде должноста шеф на држава. Заклетвата ја положи на Уставот на Србија и на Миросавлевото Евангелие. Се кулнам дека сите своји сили ќе ги посветам на зачувување на суверенитетот на цела територија на Република Србија, вклучително и на Косово и Метохија како нејзин составен дел, како и остварување на човековите и малцинските права и слободи, почитување и одбрана на Уставот и законите,
граѓаните, зачувување на мирот и благосостојбата на сите граѓани на Република Србија и дека свесно и одговорно ќе ги исполнувам сите свои должности, посочи Вучиć. Вучиć е избран за председател на Србија во првиот круг од изборите на 2 април со освоени околу 56% од гласовите, односно со поддршка на повеќе од 2 милиони гласачи. Најмалку 80 лица загинаа, а повеќе од 350 се повредени во силната експлозија во центарот на Кабул, соопшти Министерството за здравство на Авганистан. Експлозијата која се случи изутрината е предизвикана од автомобил бомба во област во која се наоѓа амбасадата на Германија и други амбасади, како и председателската палата. Бројот на жртвите ќе продолжи да се искачува, бидејќи повеќе тела се извлечени од урнатините по еден од најкрвавите напади во главниот град на земјата, кој е растргнат од војна со децении. Министерството за внатрешни работи ги повика жителите на Кабул да донираат крв. Јемен оди во насока на целосен социјален, економски и институционален распад, предупреди шефот на хуманитарните операции на Обединетите нации. Над 17 милиони лица во Јемен имаат потреба од храна, а околу 7 милиони од нив се на прагот од смрт од глад и потребни се итни средства. Советот за безбедност на Обединетите нации не успеа да ги сближи позициите на завојуваните страни за да стави крај на граѓанската војна, која 2 години го пустоши Јемен. Над 8.000 лица се убиени од почетокот на март 2015 година во војната кампања на коалицијата на регионалните земји, предводена од Саудиска Арабија против шиитските бунтовници Хути, кои се поддржани од Иран и го контролираат главниот јеменски град Сана. Освен тоа, во епидемијата на колера која изби во април, животот го загубија 500 лица, а други 55.206 се заразени, а 1/3 од нив се деца. Можно е следните 6 месеци да се заразат уште 150.000 лица. Во Киев се случи страшна експлозија од подземна водоводна цевка. Освен колите во околина, за среќа немаше повредени. Времето денес беше сончево и топло со мала облачност и со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринските температури се движеа од 10 до 17, а дневните од 19 до 27 степени. Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност и со слаб ветер од северозападен правец. Попладне ќе има услови за локална појава на краткотраен дожд и грмежи. Утринските температури ќе се движат од 11 до 17, а дневните од 19 до 27 степени. Тука е крајот. Благодариме на вниманието, пријатно.